Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дека лагите и дезинформациите се начин на работа на ВМРО-ДПМНЕ е веќе позната работа. Подолго време се фалеа дека имат ново парламентарно мнозинство и дека владата ќе падне. Но што се случи? Владата на Зоран Заев не падна. Но уште еднаш се потврдија дволичноста, алчноста и нивната негрижа за тие што им ја дале довербата да ги представуваат во Собранието на Република Северна Македонија. Колку на нив не им е грижа за народот, покажуваат блокирањата и напуштањата на собраниските седници, на кои што треба да се изгласаат важни законски решенија кои се во интерес на граѓаните. Нив ги интересираат само парите и ништо друго. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ продолжуваат да уриваат рекорди за патни трошоци, исто како и нивната претходничка Силвана Бонева. За неа денеска продолжува судењето во кое се сомничи за измама со фискални сметки за патарина со што се наплатила над 100.000 евра за патни трошоци. И пак рекордот во патни трошоци за 5 месеци од август лани, кога се конституираше Собранието до февруари годинава, го држи Дајанчо Ефтимов, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ од Василево, кој подигнал 4.870 евра, и неговата сопартијка Јадранка Поцкова од Струмица добро си наплатила, дури 3.968 евра. За разлика од нив, пратеникот од СДСМ Костадин Костадинов во овој мандат има 0 денари за патни трошоци, 0 денари за службен телефон и 0 денари за стан. Почитувани граѓани, има разлика, не ли? Затоа Зоран Заев и СДСМ ќе победуваат на избори, ќе го имаат и потврдуваат парламентарното мнозинство, ја имаат и ќе ја имаат довербата на граѓаните. Тие работат во интерес на граѓаните и за доброто на државата.